Основата за напредок на секое општество е постоењето на социјална правда. И вековното прашање, ја има ли, како да ја препознаеме, каде да ја бараме, кој ќе ја обезбеди и како да ја има секаде. Затоа најнапред треба да дефинираме каде ја нема, а очигледно ја нема во женско-машките односи. Остварувањето на приоритетот праведно општество за сите почнува тука во женско-машките односи. Жените во нашата држава се 51% од вкупното население и затоа односите се женско-машки, а не машко-женски. Праведно општество. Праведно општество е родова еднаквост во семејството, на работното место, во политиката, во наградувањето, во граѓанскиот сектор, а во секоја од овие области се води секојдневна, долгодишна, повеќе вековна борба. Да не ја враќам историјата од Роза Луксембург и Клара Цеткин, да се задржиме овде во нашата држава. Родовата рамноправност во Република Северна Македонија е уставна категорија, но сепак до денес не е надмината силната патриархална улога и културата во животот и во политиката. Родовата свест и препознавање на подредената улога, родовата сензитивност, отсуството на родова рамнотежа и така натаму. Токму од тука и потребата за правна рамка за родовата еднаквост и во таа насока ние имплементиравме во повеќе закони. Покрај ова, како една членка на Европската Унија, ги прифативме сите директиви и препораки на Европската Унија за рамката на еднакви можности на жените и мажите, па изготвивме и стратегија за родова еднаквост. Република Северна Македонија, како членка на Советот на Европа, ги дели и неговите заложби за обезбедување на адекватно ниво на родова сензибилизација. Како земја членка на Организацијата на Обединетите нации, имаме обврска при планирањето на политиките да се раководиме од темелните конвенции за човекови права, вклучително и родовата рамноправност. Се смета дека еднаквите права на жените и мажите се клучни за унапредување на мирот, одржливата демократија и економскиот развој. Прилагодувањето на меѓународните стандарди е дел од нашата борба жената да се доближи до своите со уставот за гарантирани права. Сепак, на крајот се сведува на женската солидарност. На упорноста на поедини родово свесни жени за огромниот потенцијал за воспоставување социјална правда и целосна инклузија и еманципација на жените каде и да се. Тука пред се мислам на правната помош која е неопходна, жената да биде рамноправен наследник на имотот во семејството, на незиното право да оформи бизнис на свое име, да биде материјално и финансиски независна и со тоа да ја исклучи можноста од физичко и психичко насилство. Или, со еден збор, целосна еманципација и освестување за тоа како ќе ги подига и воспитува децата. Не можам а да не забележам дека женското дете од раѓање кај нас се уште е определено со боја и вид на играчки, со начин на воведување и воспитување во домашните обврски, па дури и во образовниот систем во прво одделение децата учат песничка, цитирам: "Тато чита весник, мама чисти и пере", а жената молчи. Зошто? Од страв од насилството. Тој страв е присутен и сега. Физичка, сексуална или психолошка штета или страдање на жените, вклучувајќи и закани за такви акти, принуда или своеволно лишување од слобода, без разлика дали се случуваат во јавниот или во приватниот живот. Резултат? Јазот кој се јавува во било која област во општествениот живот меѓу жените и мажите и се однесува на учество, пристап, права, хонорара и придобивки. Родови стереотипи се исто доделувањата на улоги, действија или одговорности на одреден род врз основа на предрасуди. Родова дискриминација е разликата во однесувањето кон некој или некоја само поради нивниот род. Оваа дискриминација придонесува за структурни нееднаквости во општеството. Родова еднаквост е еднаквиот третман, рамномерно препознавање и вреднување на машкиот и женскиот потенцијал.
Докажано е дека жената има одлични организаторски способности, раководен потенцијал, работни навики, одговорност, сериозен пристап, а не е доволно храбра сама да се спротистави на потценетата вредност на трудот, на мобингот, на бариерите што не успеале да ги срушат нашите мајки и баби. Социјалната правда се подкопува од традицијата, од навиките, од подредената положба на жените во системот. Токму затоа, инклузијата и еманципацијата треба да ја започнеме од најмали нозе, ние сами, солидарно, со истакнување на нашите можности и способности, храбро, аргументирано, се до 51% секаде во општеството за социјална правда. Еднаквите можности на жените и мажите подразбираат промовирање на начелото на воведување еднакво учество на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварување на сите права и во развојот на нивните индивидуални потенцијали, преку кои тие придонесуваат во општествениот развој, како и еднакви придобивки од резултатите произведени од тој развој, а за тоа е потребен еднаков третман. Но не е се така црно. Се движиме напред во остварување на социјалната правда, не има се повеќе, не има секаде, и во науката, и во производството, и во политиката, и во раководењето. Ние можеме. Само треба да бидеме уште погласни, уште побројни и уште повидливи. Социјалната правда, жени мои, никој нема да ни ја подари. Ви благодарам.